Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Тешко и горко на она земјоделство за кое се осудува да зборува човек кој нема три чисти со реалните потреби на луѓето кои вадат парче леб од оваа дејност. Би му порачал на Ставрески да ги посети обичните земјоделци и да ги види резултатите од мерките на владата од делот на аграрот. Факт е дека состојбата во земјоделството е многу лоша. Неисплатени субвенции или селективност во нивната исплата. Злоупотреби во исплата на субвенциите, што и самите го потврдуваат со низа на апсење на нивни луѓе. Злоупотреба на земјоделското земјиште дадено под концесија. Неискористување на европските пари од ИПАРД фондовите кои се враќаат назад поради неспособноста на владата. Злоупотреби со лажни странски инвеститори од типот на собрата Рој, кои служат само за перење пари од страна на оваа власт. Истовремено, му порачувам на Ставрески да не ги лаже граѓаните за наводнување од Маркова река. Тој подобро од сите знае дека пари во буџетот за 2014 година не беа предвидени и покрај тоа браната Баркова река е во многу лоша состојба. За разлика од ВМРО ДПМН, во програмата на СДСМ централно место го има земјоделецот. Повеќе субвенции, навремено и честно исплатени субвенции и развојни субвенции, што значи повеќе пари за секое зголемување на површината и повеќе пари за секое ново грдло добиток. Субвенции за втора култура или двојно субвенционирање. Целосно укинување на персоналниот данок на земјоделско производство. Зелена нафта за земјоделците која ќе биде за најмалку 50% поевтина од редовната цена. Бенефициран стаж со кој ќе се добива 1 месец повеќе, тоест на 12 месеци ќе се добие 13 месеци, и доделување на државна социјална пензија на секој што нема никакви примања. Реално вложување на 10 милиони евра секоја година за системите за наводнување и 30% субвенции за секој кој сам ќе инвестира во своји системи за наводнување. Низа на мерки кои ќе имаат за цел регулирање на пазарот на земјоделски производи, а со тоа и улеснување во делот на откупот и продажбата на истите тие производи. Ете така ќе изгледа вистинската посветеност за развој на земјоделството. Ете таква ќе биде грижата за земјоделските производители. И кога власта вели има разлика, ние велиме да, има разлика и тоа голема. И благодарам.